господин подпредседателе, почитувани колеги, почитуван колега Диме Велковски. Значи, прво по однос на овој буџет, можам да кажам дека е најголемиот буџет до сега, 5,6 милиарди евра, но тоа што многу загрижува е нивото на задолжување и нивото на камати кои што стигнуваат за наплата. Ќе ве потсетам, историскиот просек на камати по однос на задолжувања до 2022 година бил 97 милиони евра годишно од плаќање на камати заради земени одредени обврзници или задолжувања. Овој пат, за прв пат имаме 273 милиони евра за отплата по основ на камати по однос на овој буџет кој што се исто така запишани за 2024 година, а 2025 и 2026 година оваа бројка дополнително ќе расте. И тоа што сакам да го напоменам, и покрај тоа што имаме најголем буџет, за жал немаме автопат Кичево-Охрид. Радмила Шеќеринска, Бочварски, министерот Сугаревски 3, 4, 5 години го ветуваа дека ќе биде следната година, но автопатот никаде го нема. Парите или се украдени, или некој не работел како што треба. Зградите за факултетите Финки и факултетот за физичка култура започнати се, оставени се како карабини, не успеавте како влада 7 години за студентите да ги изградите овие згради, да имаат подобри услови, да не одат по бараките на Машински факултет и од Финки, да не знаат кој час каде им почнува. Учебници не испечативте како што треба за сите ученици и на крајот да ве потсетам, и вие бевте дел од таа кампања заедно со Стефан Богоев, кога ветувавте нов студентски град во Скопје, во Битола, во Штип, дека ќе биде изграден за подобар стандард на студентите. Но и покрај тоа што имате најголеми буџети, нема никаде ништо ново изградено за студентите до сега. Благодарам.